Почитувани граѓани, денеска, точно една година по настаните од 24 декември, пред вас гордо стојат луѓето, пратениците, што на тој ден беа бедемот против узурпацијата на слободата, против погромот на македонската демократија, против газењето на уставот и законите. На денешниот 24 декември, минатата година, Никола Груевски и ВМРО ДПМН со примена на бруталност и насилство, невидени и незапаметени во поновата демократска европска историја, го дефинираа режимското владење во Македонија. Легитимно избраните пратеници на опозицијата, што го представуваат гласот на речиси 400.000 граѓани во собранието на Република Македонија, беа прегазени на своите работни места од партиско-полициските кордони на власт. Народни пратеници беа навредувани, влечени, малтретирани, тепани, за на крај крвнички да бидат изфрлени од собраниската сала. Воедно, за прв пат во историјата на новинарската професија, новинарите во Македонија беа отстранети од собраниската сала, од своите работни места, на ист вандалски начин како и пратениците. Власта покажа дека не поднесува сведоци и сведоштва за теророт. На тој мачен и мрачен 24 декември владеачкото мнозинство го суспендира уставот, законите, институциите. Од храм на демократијата парламентот го претвори во срам на македонската држава. Вечно во историјата на Република Македонија со големи црни букви ќе останат врежани имињата на креаторите на овој политички геноцид. Нарачател Никола Груевски, извршител Трајко Велјановски, реализатор Гордана Јанкуловска, мотиватор Зоран Ставревски. Соучесници се сите пратеници на власта, личностите што врисокот и лелекот на нивните колеги во собраниската сала го проследија со аплауз и воодушевување. Прекршувањето на уставот и законот директно од власта е констатирано во заклучоците на работната група за настаните од 24 декември. Со тоа отворен е просторот виновниците да одговараат пред лицето на правдата за стореното дело. Кога? Тогаш. Во името на расепничкото владење, овие црни македонски политички икони го згазија сопствениот народ. Со нелегалното гласање на минатогодишниот буџет го озаконија злосторот за да можат непречено да владеат и безобразно да се богатат. Со народни пари да купуваат човечки души и судбини и така да победуваат на криминални избори. За нив е сеедно дали се парламентарни или локални. Битно е да се на власт, по секоја цена. На 24 декември 2012 година системот на Никола Груевски се обиде да издаде уште еден смртоносен удар на кревката македонска демократија, да ја убие вистината, да постои само вождот и неговиот режим. Ниту желбите ќе им се остварат, ниту режимот ќе опстане. Една година потоа вождот е гол, разобличен и демаскиран. Системот на владење на ВМРО ДПМН е пред колапс. Од ден на ден се руши како кула од карти. Се ближи крајот на оваа разулавена власт. Веќе ништо не ги спасува, ниту пендрек, ниту лотарија. Почитувани граѓани, 24 декември 2012 година не смееме да го заборавиме. За опомена и поука. Никогаш повеќе да не ни се повтори. Јас, Зоран Заев, тоа ви го ветувам. Во името на Социјалдемократскиот сојуз, во името на опозицијата во Република Македонија. Убеден сум дека заедно со сите вас, честни, родолюбиви, храбри, одважни, слободоумни граѓани на оваа наша татковина, а такви ви има многу, ќе ја поразиме оваа власт и ќе ја вратиме надежта и насмевката на лицата на нашите граѓани. Ќе ги охрабриме да веруваат дека во оваа наша напатена Македонија може да има иднина за нив и за нивните семејства. Ќе ги вратиме во Македонија основните општествени вредности. Демократијата, почитувањето на човековите и граѓански права и слободи немаат алтернатива. Во современите општества неприкосновени се владењето на правото, на уставот и законите. Македонија нема да биде држава на политички затвореници. Мерката притвор нема да се користи како однапред изречена пресуда и казна. Институциите на системот се столбот на државата.
тие не се партиски испостави, туку сервис на граѓаните. Владата предводена од СДСМ нема да ја гуши, туку напротив ќе ја мотивира и поттикнува слободата на мислата, говорот, делувањето. Ќе ги вратиме јавните дебати, полемики и дискусии за виталните прашања во Република Македонија. Начелото на отчетност и одговорност во располагањето со парите на граѓаните ќе биде основа на делување на министрите и функционерите од нашите редови. Никогаш повеќе во Македонија нема да биде изгласан нелегитимен буџет. Министерот за финансии ќе има обврска низ јавни медиумски дебати и во консултации со стручната и експертската јавност да ја спроведува процедурата за донесување на буџет што ќе овозможи економски раст и поквалитетни животни услови за граѓаните на Република Македонија. Институтот пратенички прашања ќе добие суштинско значење и ќе биде застапен еднаш неделно на собраниска седница. Во Македонија граѓанинот повторно ќе биде фундаментот на општеството, без оглед на неговата национална, етничка, религиозна припадност или политичка ориентација. Ова е држава во која сите граѓани имаат право на поубав и по-просперитетен живот. Социјалдемократскиот сојуз ќе го врати достоинството на граѓаните, ќе ја врати средната класа. Ќе овозможиме правична распределба на националното богатство, а не семејно партиска кражба на имотот на граѓаните и државата. Македонија ќе стане составен дел на европското семејство на народи. Во Македонија повторно ќе огрее сонце, ќе ги осветли и разведли сите граѓани, а не само мала група властодржци. Македонија ќе биде држава на слободни и горди граѓани. Слобода да, режим не. Никогаш повеќе.